А сега продолжуваме понатаму. Нашата следна тема, како што веќе најавив, е разговор со представник на Медјаши, а во фокусот се децата. На линија ја имам Јорданка Черепналкова Трајковска, координаторка на проекти и СОС телефонот за деца и млади во Медјаши. Добро утро, Јорданка. Медјаши почна една платформа, се вика Заедно дома. Што е идејата, кој може да учествува? Добро утро. Пред се ви благодарам за поканата да учествуваме во утренски брифинг и ви благодарам за убавото дочекување со песна во студио. Точно така, од понеделникот започнавме со една платформа во рамки на една од нашите Facebook страници, кој што се вика Заедно дома, отворивме група. Пред се во немање можност како директно да допреме до нашата главна цел на групата, се децата и младите, и размислувајќи како, а при тоа да останеме на нашиот принцип на поттикнување на детското учество, што го применуваме во сите активности, дојдовме на идеја да отвориме, да ги искористиме можностите што ги даваат социјалните мрежи и технологијата и да отвориме Facebook група Заедно дома, чија што цел е да представува простор каде што меѓусебно семејствата ќе се инспирираат меѓу себе со идеи како го поминуваат времето во домашни услови, во време на изолација. Има ли некоја конкретна тема за која што треба да творат или некоја конкретна активност или пак тоа е оставено на имагинацијата на децата и на нивните родители или старатели? Може да споделуваат игри, како учат, што прават, како ги реупотребуваат работите кои што обично ги сметаме за некорисни, што творат децата. Битно е да се детски творби и од понеделникот до утрово имаме групата е над 750 членови и имаме неверојатни креативни идеи од тоа дека не можат да излезат дома па си прават игри друштвени дома, па одгледуваат растенија, прават представи со фигури кои што сами ги изработиле. Неверојатно колкав креативен потенцијал има и тоа беше една од целите, да во вакви услови кои што влијаат врз сите нас и повеќекратно врз децата, каде и децата секако не можат вообичаените активности да ги прават, дополнително родителите што се рефлектира и на децата, мислам дека навистина има голем креативен потенцијал. Што треба да направат тоа ни беше идејата? Родителите или старателите за да им помогнат на децата да им го олеснат поточно овој период на изолираност? Како што веќе кажавме, сепак децата се со многу повеќе енергија од нас останатите, па можеби им е потешко да се справат со толку многу време поминати во затворено. На сите влие, на сите ни недостасува излегувањето, физичката активност, физичката кондиција е една од битните елементи за како се вели здраво тело, здрав дух. И она што е интересно, баш убаво што ме прашавте, некои од членовите во групата Заедно дома постира и како организираат физички активности за вежби во рамки во домашни услови или некакво друго физичко ангажирање во домашни услови, така што сите сме свесни како родители, сите возрастни, дека физичката активност ни и тоа како важна, меѓутоа сепак имаме се уште простор во текот на денот кога можат децата да излезат надвор, можат да излезат од домашните услови, да се прошетат барем малку, барем 15 на 20 до пола час, и тоа е и добро е да се искористува таа можност доколку имаат, доколку и се надевам дека има барем по еден родител во семејствата кај нас. Во овој период кога вртиме броеви, креваме слушалка наместо разговорите на кои што сме навикнати лице во лице, период во кој што користиме емотикони наместо
вистински прегратки, сега се е префрлено некако на онлайн светот, на интернетот, дигитализацијата. Дали ова може да им помогне на децата да го намалат чувството на изолираност? Сигурно дека може да им помогне во тоа чувство, иако би потенцирала сепак дека децата се во нивното најбезбедно место, во домот, со своите најблиски, со своите родители или старатели и други блиски, што е добар момент. И и сега социјалните мрежи, технологијата воопшто, мислам дека позитивните карактеристики доаѓаат во најдобро се гледаат, токму заради тоа што возможуваат поврзаност со сите оние со кои што физички не можеме да бидеме во контакт, и можат исто така во контекст на учењето, можат да го видат технологијата како од друг агол, не само како забава, туку и нешто што им помага и во учењето, и во комуникацијата. Така што добро е што сега доаѓа до израз позитивните аспекти на технологијата, на социјалните мрежи, на интернетот, многу повеќе отколку вообичаено. И она што мора да ве прашам, бидејќи на почетокот на овој утрински брифинг се слушнавме со една професорка од гимназијата Никола Карев, Елвира Мустафа, која исто така ја спомена организацијата Медјаши, во смисла на тоа дека дел од децата веќе признаваат дека им е потребна некаква помош и бараат помош и од професорите за психолошки да се справат со оваа наметната состојба. Вие се занимавате и токму со тоа, со SOS телефонот за помош на деца, но дали е зголемена потребата од психолошка поддршка, од психолошко советување на децата во овој период? Би искористил оваа прилика да ги повикам. SOS телефонот е служба која што постојано работи во рамки на Медјаши. Има достапни 2 телефони, едниот е фиксен, 02 со предзнакот за Скопје, 2465 316, и мобилниот 070 390 632 и е отворен токму за најмладите, најмалите, кои што имаат потреба да поразговараат во овој период. И еве е апел слободно да се јавуваат новите телефони доколку имаат потреба. Ги потикнувам и родителите да споделат со децата за оваа можност, доколку не можат сами, да верувам дека родителот е полично засегнат со своето дете, полесно би можел да разговара некој човек од надвор. До сега во овој период на вонредна состојба немаме јавување од дете или младинец, млад човек, може би заради незнаењето дека постои таа можност, така што ова е добра прилика да ги потсетам дека постоиме, дека сме отворени и ќе ни биде драго да разговараме, иако постојат и други можности во нашата земја за таква помош преку телефон, па дури повторно со користење на другите технолошки алатки, вклучувајќи и видео врска. Каква е улогата на образовниот кадар, на професорите кои исто така сега се во една состојба во која што се ставени пред нов предизвик да одржат онлайн настава, да се погрижат за оценките, меѓутоа еве мора и им е наметнато всушност да се справат и со психолошката состојба на нивните ученици. Дел од нив веќе ги советуваат дека постои оваа линија на Медјаши, но каков е вашиот став за ова? Како можат професорите да им помогнат поточно да ги охрабрат своите ученици полесно да го надминат овој изолационен период, а впрочем и оваа неизвестност која што се случува со образовниот процес, бидејќи се уште и не се знае како ќе заврши учебната година? За сите е нова оваа ситуација, за сите е предизвик во смисла на воспоставување на поинакви начини на функционирање, комуницирање, советување, и може би се случуваат и не би ги рекла грешки, меѓутоа
застои или прекумерни, не знам, задавање на некакви задачи, токму заради немањето искуство претходно во ваква ситуација. При тоа сепак треба да се одржи, треба да го одржиме редовниот тек, да не речам нормалниот или секојдневниот тек на активностите, вклучувајќи ги училиштето. Освен за децата, доколку имаат потреба и професорите и наставниците од основните ги повикувам да се јават на СОС телефонот за деца и млади за да поразговараме на кој начин би можеле да им излезат во пресрет. Она што е основно за било кој што работи со деца млади кои што имаат проблем е само да има отворено уво и да слушне, што да му даде простор да се искаже на детето или на младиот човек и да воспостави комуникација која што дава сигурност дека има некој кој да го слушна, никој не е семоќен за да нити е работата да се решат одеднаш работите, токму тоа дека има кој да го слушна, има кој е загрижен за она со кое што се соочува и некогаш само моментот дека некој те слуша и те разбира сам по себе може да доведе да ти си го најдеш решението, да си ги ослободиш блоковите кои што стојат и да си речеш аха, да, добро, има значи некој кој што не сум сам, има кој ме разбира, имам кому да се обратам. Така што остануваме отворени за разговор со професори, со наставници и со ученици, без разлика од основно или од средно образование. Јорданка Черепналкова-Трајковска од првата детска амбасада Меѓаши. Ви благодарам за ова јавување утро. Во вашата платформа ни беше повод, но сепак начнавме и отворивме некои теми кои се од исто така голема важност за најмладите, поточно за децата. И еве вие излеговте и со многу добра идеја, поточно повик дека ќе им помогнете тука и на професорите во смисла на консултација или едукација за тоа како да се справат со психолошката состојба на своите ученици во овој период на изолација. Ви благодарам. Секако. Ви благодарам јас за поканата и поздрав од сите од Меѓаши. Поздрав и од нас. Како што спомена мојата соговорничка, исто толку важна е и физичката активност, вежби во домот. Ете веќе на Седи дома, исто така и на платформата на Меѓаши се објавуваат фотографии, снимки од активности, домашни активности, кои ни овозможуваат да не изгубиме од онаа физичка активност, па да ги подсетам граѓаните дека дури и без справи надворешни, без стрим патеки можат да одржуваат физичката активност. Интернетот е толку огромен простор, нуди толку многу можности што буквално можете да најдете секакви видеа за тоа како без справи и без поголем простор, отворен простор, да останете физички активни и здрави. Освен музиката, читањето и гледањето филмови, па би било добро овој период и малку да се погрижиме и за физичкото здравје во смисла на физичка активност и на некои барем основни вежби.